Човекот се учи од млад. Ова максимата која често слушаме ни ја повторуваат. Се однесува на скоро сите области на живење, во време кога целата планета се соочува со климатски промени, кои променија многу нешта и се закана зенината на планетата Земја. Што правиме ние младите, кои понекогаш за жал ги следиме негативните примери на повозрастните. Ова е паркот, кај градскиот часовник во Битола. Средено место за одмарање, особено сега во летниот период кога имаме големи горештини. Има и корпи за отпадоци. Едни завршуваат во нив, а други покрај нив. И да шириме една еколошка свест, односно сите сме ние еден пример дали ќе шириме еколошката свест во позитивна или во негативна насока. Морам да признам дека често се случува во вечерните часови дел од младите лица да ја уништуваат урбаната опрема, односно корпите да отпадоци да депонираат надвор нив, односно да прават неред на јавните површини, меѓутоа јавното претпријатие Комуналец уште во вечерните или во утринските часови го средува тој неред, односно го собира ѓубрето и ги санира штетите доколку се настанат. Едно е домашното воспитување, а на него се надополнува образованието. Значи, според наставната програма, како во пониските, така во повисоките одделенија, учениците по предметот природни науки изучуваат теми од областа на екологијата и целта е да уште од мали нозе кај учениците се развие еколошката свест и грижата за животната средина, кои се придобивките од здрава животна средина и така натаму. Невладините организации се место каде исто така младите се едуцираат, преку екосредби, размена ученици, запознавање со странски искуства. Заинтересираноста кај младите во Битола не е баш голема за тема екологија. Зошто? Затоа што тие мислат дека стално треба државата нешто повеќе да придонеси кон тоа, а не тие. Значи тие не гледаат како дека тие треба да бидат пример и секој треба да се грижи за околината за да не загадуваат, за да не фрлаат ѓубре и така натаму. Тие почнуваат од некој друг да им ги решава нивните проблеми или зошто? Затоа што тие мислам дека размислуваат на начин дека правилно постапуваат кон природата и дека државата е таа што не им дава доволно канти или не им дава доволно места каде начин да рециклираат, да делат отпад и така натаму. Често слушаме или ќе прочитаме дека ините војни ќе се водат за вода, а ние сега имаме во доволни количини, иако не сите сме рационални. Генерално, не само на младите, туку и на повозрастните, односот кон водата не е толку добар, затоа што нема доволно познавања колку труд и финанси се вложуват за да стигнеме ние до питка вода до нашите домакинства. Пред се, младите треба домашната култура, семејната од семејствата, прво, па после од воспитно-образовниот процес и едукација. Игинов упатува на тоа, дека за младите важна едукацијата од најмали нозе. Во рамките на предметот природни науки, во основното образование, се изучуваат темите од екологијата, како што се грижа за животната средина, потоа негативното влијание на човекот врз животната средина. Во овие две теми, во грижа на животната средина, акцентот е на позитивното влијание на човекот врз животната средина, а кај последиците од загадувањето на животната средина е нагласено негативното влијание на човекот врз самата животна средина. Тука изучуваме како настанува ефектот на стаклена градина, како се формираат киселите дождови, што се озонски дупки. Невладината сфера Интернационал за наесен планира едукација на средношколците, како промоција на тој нивниот клуб со цел потикнување на младите да се вклучат. Да се вклучат на екоакции, да се вклучат во екопредавања, да научат нешто ново, да видат дека можат да придонесат и тие со фрлање на еден отпадок во корпа, отколку да фрлат на друго место, дали или отпушок од цигара. Тоа е многу битно, зашто секој од нас, една капка од морето, нормално произведуваме, но секојдневно произведуваме многу отпад и не се грижиме. Колку и дали младите селектираат отпад? Првиот човек на Битолски Комуналец вели свеста кај младите во овој дел е на повисоко ниво. На повисоко ниво за разлика од повозрастните. Во денешно време на социјалните медиуми насекаде можеме да научиме за процесот на селекција, меѓутоа исто на нашата веб страна преку други едукативни настани цело време промовираме дека, како што кажав претходно, што повеќе се селектира,
односно се прави помалку отпад на депонија, а со тоа ја заштитуваме животната средина и ја шириме еколошката свест. Во делот на придонесот за едукација се и поседите кои се прават на јавното предпријатие Водовод, кој обезбедува вода за градот и околината. Јавното комунално предпријатие Водовод било 6 домаќин на дечино од прешколска возраст, но и од основните училишта. Стално биле топло пречекани во филтерницата или фабриката за вода, каде што се прочистува водата која сите ние домаќинствата ја конзумираме и пиеме. Теоријата на дополнета со пракса ги прави учениците поактивни во совладување на материјата. Ова е нивниот кабинет каде истражуваат, а учениците на терен се дел од еколошките акции. Нашето училиште во текот на една школска година организира повеќе еколошки акции, како што се еколошките акции по повод Денот на планетата Земја, Денот на пролета, и тука имаме доста активности во однос на екологијата. А понатаму и во текот на целата година имаме и поголеми еколошки проекти, односно акции. Исто така во текот на годината учествуваат во еколошки акции за собирање и рециклирање на пластичен отпад, како и акцијата Генералка Викенд, каде што покрај комуналниот отпад се собираше и стара хартија. Секој од нас е одговорен за своите постапки. Ние и тие кажавме она што е важно и битно. На потек сте сега вие.